Министерката ќе ви даде изјава. Можеме вака? Министерката ќе ви даде изјава. Многу кратко. Што да говорите на средбата со Јанчев и Тодоров? Ви ветија ли поддршка за уставните измени? Не, јас реално тоа што го разговаравме беше поврзано со интерпарламентарното тело или координативното тело за помирување, реформи и интеграција, така да кажам. Тие беа темите за кои што разговаравме, заради тоа што знаете дека намерата е покрај завршување на процесот на уставните амандмани, преку можно максимално негово градување на колку што е можно повеќе во политичкиот естаблишмент. Тоа го правиме заради тоа што јасно изразената одговорност од Никола Тодоров и градоначалникот Митко Јанчев верувам дека може многу да охрабри одредени пратеници кои што знаат кој е исправниот чекор, а се уште нема доволно храброст да го направат тој чекор. Навистина ќе сторам се да тежнеам до крајот на целиот овој процес, имаме максимално консолидација во општеството по повод ова исклучително важно прашање за Република Македонија, а тоа се уставните амандмани. Заради тоа што гледате дека уште во првата фаза имавме инклузивен процес, верувам дека и во оваа фаза сега, која што привршува со пленарната седница која што почна на 1 декември, но посебно во последната фаза кога ќе помине јавната дебата и ќе бидат конечни амандманите со нивното амандмирање, односно нови амандмани на самите амандмани, верувам дека можеме бројката од 80 да зголемиме многу до повеќе, затоа што и таа бројка 80 која што беше овозможена при првото гласање беше само за тогаш. И никој не може да каже дека таа бројка ќе обстојува. Јас искрено се надевам дека бројката ќе расте. Тие се исклучени од партиските органи, имаат ли уште влијание врз пратениците? Секако верувам дека имаат и затоа ги повикав на едно кафе во Струмица, навистина вечерта седевме на транспарентен начин, пиевме кафе и разговаравме, токму заради тоа. Секако нивното влијание не е од политички позиции, посебно во партијата, заради тоа што да се исклучени, тие се чувствуваат ВМРО ДПМН и верувам дека комуницираат со многу пратеници, така барем и потврдуваат, такви се и моите чувства, и продолжуваме на основа на разговори, на основа на аргументи, на основа на одговорноста која што сите имаме, да се обидеме да помогнеме во целиот овој процес.